не знам, не представи како пионерот на филмската писменост во образованието во Македонија. Би сакала да не е така. И мислам дека не е до крај така, затоа што Македокс во образованието не влезе со цел да нуди филмска писменост во формалното образование, туку влезе со цел да понуди аудиовизуелни содржини со кои што едукаторите, формалните или неформалните, ќе можат да обработат одредени теми и да действуваат во насока на оно што сметаме и ние, мислам и дека образованието се стреми, е да создаде една сеопфатна личност на која што ќе и пренесе здрави вредности и морални норми. Начинот на кој што тоа го правиме е преку избор на неколку документарни филмови, кои што гледаме да се соодветни да одредени содржини во наставата, почнеме со граѓанско и средните училишта. Наоѓаме филмови кои што се адекватни, тие филмови секогаш се креативни. Нити пак да делуваме на креирањето на политиките, сепак го користам ова место, затоа што ова е една платформа во која што се малце пошироко ќе пројде и ја користам како родител, е да ставиме до знаење и сметаме дека е битно визуелното, аудиовизуелната комуникација, изразувањето на новата генерација да се инкорпорира во целокупниот образовен процес и систем. Сметаме дека тоа е едно од важните работи во современото образование. Кај нас и уште владее репродуктивниот систем на образование, кој што на младата генерација не е својствен. Мислам, секоја че зборот и понатаму треба да стои, не сме против пишаниот збор, напротив го користиме и го сакаме. Меѓутоа, визуелното изразување е она кое што е својствено за младите кои што растат покрај телевизорот, покрај компјутерот, не знам, коригирај ме ако грешам. Во секој сегмент од образованието треба да се инкорпорира тоа како начин на ливно изразување. Значи, ако еден средношколец или основец или било каква дете во образованието го може да се изрази со аудиовизуелни средства, треба да му се дозволи. Целиот оној друг на филмовите се дискутира темата, а самите наставници кои што ги користат поминуваат една обука од 2 дена во кој што се обидуваме на многу краток и пластичен начин да објасниме што би можело да се извлечи како порака или на што би требало или предлагаме да се посвети внимание. Сепак, да, примената останува на наставниците, на едукаторите, и тоа е она во кој што формалниот образовен систем според мене би требало да се посвети повеќе на, не мислам дека, малце ќе скокнем, извинете, не мислам дека на младите им треба медиумска писменост. Младите се образуваат на секој чекор од сите страни, многу повеќе од сите постари генерации, од сите нас. Мислам дека на едукаторите им треба едукација за медиумска писменост малце поголема. Мислам дека на педагошката академија и треба малце подефинирана селекција на кадри, не знам, не сакам да маловажувам, меѓутоа сметам дека треба да се посвети поголемо внимание не толку на како ќе се пренесе медиумската писменост до младите, него начинот како ние ги едуцираме личностите идни во ова општество, активни, неактивни, како комплетни личности. И за крај, тоа не значи дека не треба да има медиумска писменост, сметам дека треба да има и филмско образование, секој аспект од животот на секој млад човек треба да се едуцира. Она што е битно за мене и што многу ми е важно што го правиме како Македокс е да ја поттикнеме визуелниот израз, да им дадеме простор на младите да се изразат се повеќе визуелно и да го препознаеме тоа кај нив како начин на изразување. Вреднувањата сепак мора да се класифицираат и да се разделат на повеќе сегменти. Ако
младиот сака да се изрази со збори, да продолжи да биде новинар, да секако треба да се посвети индивидуално внимание на тој млад човек од секој наставник кој што може да го даде тоа. Фала.